Добар ден и добредојавте на беседа број 3. Зрење како процес и нивоа на развиток. Тоа е нашата денешна тема. Свештениче, како си, добар ли си денеска и што имаш да кажеш на тема, сега ќе те препрашам. Одличен сум, како си ти? Одличен сум јас. Денеска сум, како да кажам, некако посебно анимиран, затоа што конечно почнуваме со да ги расправаме суштинските теми. Претходно две епизоди беа вовед, а сега веќе денеска зборуваме на нешто што има месо вече. Да. И па ајде да видиме како го замислуваш ти процесот на зрење според тебе? Па според мене мислам дека прво треба да се востанови дека зрењето е процес. И мислам дека ова интуитивно го знаеме сите ние, па и нашите слушатели, односно нашите следачи. Очигледно е дека е процес, бидејќи кога ќе се роди човек ќе има одредено ниво на зрелост или на незрелост, ако одиме по човечки мерки да речеме. Детето е незрело и ние треба низ процесот на воспитување и на секојдневно искуство и на испробување нови работи и грешење да го ишлифуваме тоа дете, да го воспитаме, практично да го созрееме и да стане зрел човек. Ама ова е практично, да речеме, една потесен поглед на зрењето како процес, заради тоа што го објаснува само човековото зрење и во основа го објаснува на зрење на кој што сме навикнати да го гледаме во секојдневието. Ето има повеќе, да речеме, поширок е тој процес и може да оди нагоре уште повеќе, во уште повеќе нивоа, ќе зборуваме и за нивоа на зрење, односно на развиток. Исто така, луѓето заради тоа што најчесто го гледаат од субјективен аспект, може да посведочат на сопствениот процес на зрење и заради тоа обично нивната интуиција е ограничена на човековиот начин или пат на зрење и тешко можат да се поистоветат и да можат да замислат како би било да се некое друго суштество, друг ентитет кој што има различно ниво на зрење или различно се одвива тој процес или различно се чувствува тој процес. Например, дали некое животно, например шимпанзо или полжав или какви, може тигар, било какво животно, куче, или пак може би некој колектив, како организација, како партија, како држава, како народ, како човештво, како цивилизација. Сите тие имаат процеси на зрење, меѓутоа, бидејќи обично луѓето сме навикнати да гледаме од нашиот субјективен аспект, бидејќи тој ни е најблизок и тешко можеме да го видиме другиот, тешко ние да ги замислиме овие други нивоа, различности во нивоа на созреаност, ама и како е да си тоа, како е да си полжав, како е да си не знам, семејство, како е да си партија или што и да е, народ. Така што мислам дека оваа епизода ќе биде добра за да на оние кои што немаат допир до ваквите пошироки, да речеме, аспекти на зрењето, да им ги отвориме малку видиците, затоа што некои од тие аспекти сме ги доживеале и ние и дури сме посведочиле на нив. Накратко, зрењето е процес, се почнува од, да речеме, од најнезрелата точка и процесот типично оди нагоре. Типично оди кон поголема зрелост. Некогаш може да регресира, некогаш може да се намали, тоа зависи од различни аспекти или од условите на живот. Меѓутоа во основа зрењето на еден човек оди напред и очекуваме, например, кога зборуваме за луѓето, очекуваме да еден човек е созран во однос на неговата возраст или во однос на ситуацијата која што се наоѓа во живот. Например, не очекуваме од деца да бидат одговорни како родители, меѓутоа од родителите едноставно практично морално им е забрането да бидат како деца, да не се грижат за своите деца, да не имаат работа, да не обезбедуваат материјални средства, да не ги заштитуваат своите деца. Значи различните нивоа на созреност се очекувани од различните луѓе во зависност од кај се наоѓаат.
Ете тоа на кратко би го кажал како зрењето како процес, ако имаш ти нешто да додадеш, слободно. Вака, дефинитивно дека зрењето е процес и растењето е процес. И дефинитивно дека човештвото го приметило тој процес кај себе си, уште од почетокот на цивилизациите. И затоа има пишувано и митови, бајки, приказни секакви, религии има создавано врз основа на тој процес на зрење. Исто така има филозофии понатаму како што е Масловата, како што е спиралната динамика и многу други филозофии и идеи кои што луѓето ги развивале како објаснување и како еден вид на свесно или подобрено зрење на луѓето да можат да го контролираат на некој начин, да не им биде нешто кое што спонтано им се случува, бидејќи како што кажа ти може да забега. Може луѓето наместо да созреат да заглават на некое место или пак да деволвираат во некои уште по-ниски форми на однесување и на свесност. Меѓутоа, по мене најдобро го сватиле зрењето некои доста примитивни цивилизации, како што се, например, по мене античките германци, може би и целтите, бидејќи сум читал дека и они имале слични процеси, и исто така сум го приметил кај спартанците. Значи, тој еден вид на однесување кој што е бил сличен кај сите овие цивилизации кои што ги спомнав, каде што знаат дека поготово машкото, меѓутоа исто ќе се вратам и за жената, бидејќи жената и мажот имаат во многу аспекти слични процеси на зрење, меѓутоа во многу аспекти имаат и различен процес на зрење. Да. Кај мажот има еден процес каде што тој се раѓа, првине дете, и додека е дете, што знам, некои 5-6 години, нешто така, тој нема свесно за себе и нема што и да го учиш, не може да свати. Може само комплекс да му набиеш, може само да го повредиш и така натака, нема да со него да направиш никаков прогрес, не може да зрее. Бидејќи тој тука зрее само биолошки, само спонтано, само природно зрее. Не можеш ти да влијаеш на него. После тоа доаѓа еден период на ланчање, на јачање на човекот, кој што се уште е дете. Тука играат улога каде што треба да му набиеш дисциплина, треба да го научиш оние основни суштествени вредности, како лојалност, како почитување на тие што се во тебе, во племето, нели у тоа време луѓето биле организирани во племиња, да го почитуваш своето племе, да го сакаш, да се жртвуваш за своето племе, да работиш за своето племе, да се бориш против непријателите на твоето племе и така натака. И кога тоа ќе биде силно зацементирано во тебе, идеш на еден нов чекор и ова е инициацијата. И ова е многу важен аспект. Не сите цивилизации го имаат, меѓутоа сите цивилизации имаат некој вид на ова, меѓутоа не е до толку изречно, да, како кај грците и кај германците и кај целтите. Значи, еве, да речеме спартанците, тоа сме го гледали на филмови или и во различни книги, тоа е нели доста зборувано насекаде, дека детето од кога ќе биде веќе некаде тинејџер или така за почеток на тинејџерските години, 12-13 години, е пуштано во шума да живее еден месец, поготово во зима, каде што не само што мора да преживее, туку мора да се врати со главата на некој предатор. Мечка, тогаш имало и лавови. Патот на херојот. Тој мора да страда. Финтата е дека тој мора да влезе во одредено, кај германците не било така. Кај германците било отфрлено и тој не бил хранет воопшто, не можел да биде нешто слично, не смее да биде примен назад во племето, морал сам да живее некој период. Кај целтите е требало да донесе глава на некој од непријателското племе.
и така натака. Тоа значи дека треба да се бори, треба да биде спремен да убие и така натака. Во тие племени, во тоа време тоа било многу важно. Значи, она што е важно е дека има еден момент каде што се тестира мажот. Се тестира дали од дете преминал во маж. Дали ги восприемил сите оние лекции кои што му биле учени до тогаш. Ако ги восприемил, ако навистина успеал во тоа, тој станува маж. И веќе не го гледат како дете. Веќе нема лекции, веќе нема учење, туку тој е еднаков на нив. Тој е маж и ги има сите одговорности и права, значи кои што ги ужива, но до крајот на својот живот. И тој ќе биде третиран така. Тоа е еден природен процес на зреење. Кај жената, оној процес на иницијација е кога таа ќе роди. Кој што порано било исто така на многу млади години, значи 16, 17, може и порано. Каде што жената кога е способна за раѓање, веднаш или некоја година подоцна таа раѓа дете и тоа е првата иницијација за нејзин. Тука значи дека таа била спремна за мајка и тоа е тестот нејзин, каде што навистина она страда за да го роди тоа дете. Додека пак мажот докажува преку страдање во природата дека е способен да се избори со елементите, со непријателите и да донесе дома храна или победа. Ето, тоа е по мене основниот тип на зреење кој што постои до ден денес кај луѓето. Само што моментално ние не сме доволно, да кажам, сме омекнале, доместифицирани сме и не сме доволно силни и спремни за такви тестирања на луѓето. И затоа овие тестови обично се случуваат, кај секој човек едноставно мора да се случи на истекот на времето ваков тест, кој што го зема човекот и го ги одзема сите убавини што ги има во животот и го става во една непријатна ситуација. Кога тој ќе излезе од таа непријатна ситуација, ако е доволно спремен, ако е доволно силен, тој ќе излезе со еден многу поширок начин на гледање на животот и многу посилен начин на гледање и поголема свесност и поголема љубов ќе има за другите луѓе. Ќе има грижа, ќе има една потреба да не страдаат другите толку како он што страдал. Додека ако не успее, во природата ако не успееш умираш, мислам во минатото, а сега ако не успееш не умираш, меѓутоа она што ти се случува е затапуваш, дееволуираш, заглавуваш во своите комплекси и после тоа многу е тешко повторно да се вратиш на правиот пат. И дури би рекол затапуваш заради тоа што знаеш дека нема да умреш. Да, можеби. Затоа што знаеш дека не е живот или смрт ситуацијата, туку дека и да не успееш никому ништо, па дури не мора ни да одиш на иницијација, не мора ни да си правиш тестови. Не мора едноставно чуму тестови кога и да има тест и да нема тест, ќе продолжам да живеам. Ма не е така. Ќе бидеш незрел. Повторно се враќаме на зрелост. Да, секојот, точно се согласувам, мислам дека сите заедници си имаат своји процеси на иницијација. Извини што ќе те прекинам, не само што ќе бидеш незрел, туку ќе бидеш голем возрасен човек незрел. Што е многу неубаво нешто. Тоа е многу неубаво нешто, так. точно така. Мислам дека сите заедници си имаат своји процеси на иницијација заради тоа што едноставно без иницијација и без начин на некаков процес низ кој што ќе ги земеш поединците и ќе ги како да кажам, ќе ги шлифуваш да станат возрастни, тие секогаш ќе останат деца. И ако останат секогаш деца, ќе се распадне заедницата. Затоа што деца не може да се грижат за деца, само возрастните може да се грижат за деца. Така? Значи, од тука па доаѓаме и до точката дека всушност повеќето иницијации се однесувале во однос на стапување во брак, семејство и имање нови деца. И тоа што ме потсети мене е дека точно не сите култури имале изречен извик на иницијација, изречна форма, но сите култури ја имаат. Еден пример мислам дека во нашата, во македонската култура, за жената си останува таа кој ќе стапи во брак и кој ќе има деца, кој што повторам, како што кажа ти, порано се случувало многу порано на многу помала возраст, околу 15, 16, 17, 18 години. Меѓутоа истото важело и за мажот. Мажот требал до таа возраст да стане способен
да работи и да обезбедува материјална екзистенција за своето идно потенцијално семејство и ако станал, ако да кажеме пред 200-300 години кога живееле по селата, ако се стекнал со некаква вештина, со некаков занает или што и да е, од татко му или од некој што го гледа во селото, чува овци или е ковач или е што и да е, учител, писател, не е битно. И ако се стекне со таа способност да обезбедува екзистенција, пред се материјална, меѓутоа тоа доаѓа и морална и духовна воспитание. Ако се стекнал со тоа, тогаш бил спремен за женење. И ако бил спремен за женење, тројниците ќе го наределе, ќе го настроеле, односно ќе ги споеле мажот и жената. Тие што биле незрели, што не ги бивал за да бидат мажи, што не биле спремни за да станат мажи, тие биле одбивани од другата страна. Затоа што едноставно нема да преживее, зашто да ти ја дадам јас керка ми, ако оди негде со некој кој што не го бива за ништо. Така. А и обратно исто така и за жените, доколку жената е да речеме недомакинка или нездрава во некои аспекти, да, или емоционално негрижлива или значи има, да, точно така. И интересното е дека инициацијата во македонската култура се случувала преку бракот, преку стапување во бракот и имањето деца. И ден денеска се случува така, меѓутоа за жал денеска моралните стеги кои што беа изградени и кои што важеа со векови околу иста работа се распаѓаат многу и денеска луѓето не се водени од аспект на моралот и од аспект на нивната заедница дека за да пораснат треба да влезат во брак и да осозреат и да станат зрели личности кои што ќе можат да се грижат за себе си и за друг. Друг е брачниот партнер, ама особено децата. Децата порода кој ќе го направиш. И таа одговорност ја има, сите ние имаме таа одговорност да го направиме тоа, меѓутоа за жал, барем од моето искуство, познавајќи нашата култура, многу ретко има некој да потсеќа или да настојува на исто. Напротив, мислам дека луѓето се однесуваат премногу лежерно околу истата работа и заради тоа младите луѓе остануваат незрели. Затоа што не ја започнуваат оваа иницијација или ја започнуваат многу касно. Порано таа се започнувала на 15, 16, 17, 18, 20 години, па тоа се одложи на 25 во времето на Југославија, сега се почува на 30, 35, 40, че јас имам јас сум на крајот од 30-та декада, меѓутоа имам еден куп другари кои што уште не се во брак, уште немаат деца, као размислуваат, кој ќе им кажеш да, јас би сакал, ама нигде ги нема на дело. И дури тебе те напаѓаат, па ти си старомоден, јас беш во таа смисла. Всушност не сваќаат дека нема да може да скокнат таа фаза што е као младешка, не баш детска, ама младешка, нема да може да ја скокнат и да влезат во вистинската фаза на возрасен, зрел маж и жена. Така е. Види се, во еден аспект малце годините се ублажени со тоа што човекот живее подолго него што живеел порано. И поквалитетно, така. Па да, и тоа, значи квалитетот и долговечноста се двата аспекта кои што влијаат врз развитокот, бидејќи многу луѓе од денешницата, повеќето, поготово интелектуалци, професори и така натака, филозофи од 21 век, кои што се сега живи и зборуваат, сите се наслонуваат на онаа теорија дека сега сме посвесни, треба да се грижиме повеќе за развитокот научен, за правење повеќе пари, што и да значи тоа како цивилизација, ништо не значи правење повеќе пари и растење на економијата, меѓутоа во ред. Мораме да растеме економијата секогаш. До каде? Зошто? До бесконечност. Значи, треба цело време да се стремиме кон некој интелектуален и некој абстрактен напредок, не ги земаат во предвид оние
оној трейд-оф кој што го прават, оние работи кои што ги тргуваат, кои што ги даваат за да добиеме таа слобода, тој квалитет на живот, таа долговечност и така натака. Тоа бесплатно го добиваме ние или нешто даваме за тоа. Ништо во овој свет не е бесплатно, да све нешто мора да дадеш нешто за да добиеш. И сега они се фокусираме ние само на тоа што сме го добиле, него гледаме она што сме го дале. Зошто? Бидејќи стотици и илјадници години во минатото сме го имале тоа и сега едва и чекаме да го дадеме она кое што сме го чувале до сега, без да имаме свесност доволно дека всушност тие работи нашите предци не ги почитувале, тие традиции, тие правила не ги почитувале со цел така им текнало на нив, туку ги почитувале затоа што тоа ја држало цивилизацијата. Имало лекции некои кои што укажувале зошто да речеме зошто мажот мора на млади години да почне да прави нешто кое што го вади надвор од комфорт зоната, или зошто жената треба рано да раѓа, или зошто треба да се фокусираат на семејство. Не е тоа нешто што некој го измислил, па сега мене ме така држиш у робство, да, тука некој му текнало, па сега ја не сакам тоа да правам, сакам да бидам докторка, сакам да бидам пилот, јас не сакам да се зафркавам со деца чување. Не ги разбираат, мислат дека тоа е врвот на човештвото, а не е врвот на човештвото нешто што веќе постоело 2000-3000 години или од кога постои човештвото. Меѓутоа, тоа се вика преку лек погача. Тоа се вика меѓу леп погача, да. Да, преку леп погача во смисла на тоа дека ти си стигнал до одреден сега развој фокусиране конкретно на материјален или научен развиток. Меѓутоа се стигнал заради тоа што претходно биле решени проблемите кои што ако не продолжиш да ги решаваш или да ги држиш решени, ќе се распаднат и ќе ти пропадне и ова ниво. Немој мислиш дека бесконечно ќе ти трае материјалното или научното ниво, ако немате зајадени или ако нема нови луѓе кои што ќе влегуваат во наука и па баш така, меѓутоа не сакаат да се фокусираат, на некој начин има едно свесно игнорирање или волево игнорирање на основни работи кои што постојат во светот. Меѓутоа да се вратам на основата, како што кажавме, долговечноста и квалитетот на живот. Тие се двете работи кои што човештвото многу ги сака сега во овој период, тие се како најважни работи, ги сметаме како најсвето нешто. Затоа и Македонија сака да влезе во Европска унија, сака да влезе во НАТО, да бидеме безбедни, све е тоа поради овие две причини. Причината да имаш покомфорен живот и да живееш подолго, значи да работи здравството, да те лечат ако се разболиш и така натака, да можеш да бидеш побезбеден, покомфорен и подолго да живееш. Еден вид на основи на хедонизам, меѓутоа во ред да го ставиме тоа. Да. Тоа е обратно пропорционално од зреењето на луѓето. Значи, долговечноста е она која што ги одложува работите, ние ги одложуваме. Ако живеам сега 80 години, ако живеам 100 години, јас не мора да почнам со зреење на мои 16 години, можам на 30, можам на 40. Што и се случува. Што и се случува. Гледаме дека самото по себе се случува. Квалитетот на живот исто така те го одложува твоето страдање, одложува твојата инициација. Да. Ти не стигаш до позиција кога ќе се иницираш. Мажот не стига до позиција кога ќе го удри тешко страдање во животот, бидејќи тоа страдање може да дојде негде на 40-50 години, кога ќе почине татко му или кога ќе му се случи некоја катастрофа од случајност, а не затоа што тој намерно влегол во страдањето, што е вистинско зреење. Вистинско зреење кога мажот свесно влага во оган за да излезе силен, ланчан и да излезе нов човек, да излезе маж, за да го убие детето и да се роди мажот. Меѓутоа тоа се случува сега спонтано, едноставно природата мора сама да се собере на таков начин да ти се натрефи, да едноставно те удри такво страдање да ти страдаш. Жените па исто така своето страдање, својата инициација сега доживуваат веќе на 30, на 35, на 40 раѓаат и така натака. И све тоа се одложува поради комфорот и поради долговечноста. Тие се двете причини кои што ние ги следиме како највисоки точки на нашата цивилизација, нашето постоење, а уствари се најголемата пречка за нашето зреење. Да.
Точно така. Заради тоа и гледаме во пракса дека всушност нивото на просечна зрелост на луѓето во однос на возраста е денеска регресирана и падната во однос на пред 50 години, па пред 100 години, па да не зборим. Сега од друга страна имаме па други работи кои што луѓето пред 100 години ги немаат и не може да достапат до нив. Поред, сето тоа го признаваме, меѓутоа една од најбитните точки во човековиот развиток е зрењето. И тоа не смее да се занемери. Ваквото регресирање во зрењето и ваквото подетинување, практично инфантилизација на општата популација, која што ја гледаме дека на 30 години живее како да има 15 години и е несериозна и луѓето се несериозни и не размислуваат на сериозни работи, немаат. Мислам, тоа се гледа и тој регрес се гледа и во моралните вредности. И моралните вредности на луѓето им се детски. Им се развиени на ниво на еготизам, на нарцисоидност. Че не ја надминале таа фаза на еготизам и нарцисоидност, затоа што немали иницијацијата. Зашто дел од значењето на иницијацијата е дека ти престануваш веќе да бидеш најбитен за себе си. Туку нешто друго почнува да ти станува побитно од тебе. Тоа дел е некаков идеал, што сакаш да постигнеш во животот, ама и се семејство и деца, кои што се нешто што ти е побитно од тебе. И тука веќе се стекнуваш со оно морално сознание дека созревањето е служење. Созревањето е преземање одговорност. Ако некој ме праша како ја цениш одговорноста, јас би рекол, би го повторил, односно би го парафразирал или цитирал Лео Гура, кој што ќе рече дека колку си посозрен, толку повеќе одговорност преземаш. Заради тоа што тоа е правата индикатор, да речеме, доколку си созрен. Или на Садгуру едно од 5 темели за животот е мојата одговорност е безгранична. Да, затоа што ако е безгранична, тогаш значи си најсозрен. Така нема повеќе од тоа. Практично колку повеќе одговорност преземаш, толку повеќе си созрен. И ова како водилка на самите следачи наши може да биде тоа. Ако сакаат да оценат или да увидат како напредувале низ животот и каде се наоѓаат на скалата во наводници на созревање, нека се испитаат колку одговорност преземаат за работите и колку се посветени кон нешто што не се они самите. Во раната фаза на животот треба да бидеш посветен кон нешто што само ти. Пример, ако земеш едно бебе, бебето е насочено само кон себе, практично. Плаче кога сака, кака кога сака, моче кога сака, не го интересира твоите емоции, не го интересира твоите во која ситуација се наоѓаш. Едноставно бебето апсолутно е фокусирано на сопствените потреби. И така треба да биде, некој нема да преживее. Меѓутоа, од таа фаза, низ живот, како што зрееме, се повеќе и повеќе се оддалечуваме од фокусот кон себе си, а се повеќе и повеќе го фрламе фокусот кон надвор, кон некои побитни работи кои што се надвор од нас. Како што реков, тоа може да биде некаков идеал што сакаш да го постигнеш, во што и да е, меѓутоа и семејство и деца. Да им служиш на поисокот идеал. И покрај семејство и деца може да биде и твојот народ, може да биде и твојата цивилизација, може да биде човештвото. Сето тоа може да биде, како да кажам, да ја фрлиш мрежата, кај ја преземаш одговорноста. Насекаде можеш да ја фрлиш. Грешката во тоа е, ако ја префрлиме предалеку мрежата, значи треба да почнеме од себе си да се градиме, паралелно напоредно треба и да ја шириме областа на одговорност, ама тоа да ја оди полека и природно, меѓутоа да шириме, да не забавиме во развојот и да не се заглавиме во некоја фаза. Така. Ова е интересно сега што го кажа за одговорноста, бидејќи кога кажуваш одговорност, мене многу ми е слично на идентификација. Всушност може да е многу да се слични овие поеми, бидејќи кога превземаш одговорност за своето семејство, да направиш и да го чуваш твоето семејство и да се погрижиш твоите деца да имаат здрав живот, да бидат воспитани како што треба и така натака, меѓутоа да ги имаат и потребните ресурси,
ти на некој начин си се идентификувал со нив. Да, се поистоветил. Си се поистоветил со твоите деца, со твојата жена, со целото твое семејство, понатака се поистоветуваш со твојот народ, се поистоветуваш со цивилизацијата, со планетата Земја и така натака, докаде што сакаш или докаде што сметаш дека треба. И кој е крајот? Со постоењето. Со постоењето, да, на некој Дали начин. ќе го крстиш Бог, универзумот, како сакаш крсти го со постоењето. Тоа е крајната дечина. Да, тоа е мојата одговорност е безгранична, што ето, на некој насад начин го. би можело да биде и мојата идентификација е безгранична, што значи нема идентификација. Точно. Ето така. Тоа е многу интересно, значи, еве разговаравме на почеток за како старите цивилизации инстинктивно знаеле за овој развиток и дека мора да има еден вид на инициација кај децата пред да станат мажи, каде што или да станат возрастни, каде што мора да има едно зреење, а пред зреењето мора да има еден тренинг за да бидат спремни за оној момент на страдање. Да. Меѓутоа мора да има страдање. После тоа зборевме како во ова наше модерно време едноставно тоа се одложува, се жртвува страдањето, кое што е многу неопходно, се жртвува одговорноста, одговорностите што треба да ги имаме за комфор, за долговечност и така натака, за ушивање во животот. Меѓутоа, како што кажа ти, многу работи губиме поради тоа. Значи не е тоа само одење напред и напред, туку е всушност заглавување во една слепа уличка. Меѓутоа јас сакам уште посликовито да ги опишам тие работи, да покажам дека да го истражиме тој моментот на дали овој начин на живење наш бесконечна долговечност, ќе оставиме долговечност, ама она барање на комфор константно во животот, дали е тоа патот на среќата? Дали е тоа, бидејќи луѓето зошто го прават? Луѓето го прават затоа што зошто да страдам? Страдањето е тешка работа, неубава, лоша, не ми прави среќа, не ми прави задоволство во моментот. Може би ќе ми направи ако го совладам тоа понекогаш, ќе се осеќам посилно за себе и поубаво, меѓутоа зашто да го поминам тоа страдање кога не мора да го поминам, никој не ме тера. И јас се осеќам, бидејќи нема да бидам во тоа страдање, јас се осеќам да реч среќен. Меѓутоа тоа дали е тоа вистинска среќа? Јас мислам дека тоа не е вистинска среќа, туку тоа е еден вид на заглавување во еден процес каде што избегнуваш страдање до таа мера да ти се оттупуваш себе си. Се оттупуваш да не можеш да чувствуваш. Например, во разговор со еден мој пријател пред некое време ми вели, па ние можеме сега да патуваме кај сакаме во светот, можеме да истражуваме и на тој начин можеме да бидеме поголеми искуства, можеме да стекнеме или можеме да бидеме повеќе да уживаме. Ја викам да, ама тоа не е така. Бидејќи ќе патуваш во 100 града сега, во 21. век, на сите градови што сакаш можеш да ги истражиш. И ќе ги истражиш, ќе гледаш, ќе разгледуваш, ќе ти биде убаво. Првиот ќе ти биде неверојатен, вториот исто така многу убав, третиот малце полош. Кога ќе стигнеш до 100-тиот град, тебе ќе ти биде веќе сеедно каде си. Да. Не ти е гајле. Точно тоа. Затоа што ти цело време повторуваш едно исто ниво на среќа, едно исто ниво на уживање. Ти не напредуваш на едни нови аспекти на уживање. Да, точно така. И ние се обидуваме да го одржиме оној комфор на прединицијација, на една адолесценција, на едно детинеста среќа да одржиме. Младешка. Младешка, не ни детинеста, тука младешка. младешка, што е полошо. Една младешка среќа да ја одржиме во нас дури на стари години, игнорирајќи го фактот дека ние мора да поминеме низ одредено страдање за да дојдеме до вистинската среќа, до она екстаза на животот, која што е и повеќе деца, меѓутоа и повеќе од деца, идентификација со севкупноста, идентификација со она што го нарекуваме Бог. И Точно. Јас не кажав дека децата се врват на созревањето, ниту на среќата. Да, меѓутоа се пат. Така. И сега она е тоа што сакам да го укажам, дека луѓето сега жртвуваме се што нашите предци создавале или одржувале во текот на илјадници години, за да избегнеме од страдањето кое што мора да го поминеме за да стигнеме до најголемата среќа.
Ние пробуваме со канџи да се одржиме, со колку што можеме повеќе да се одржиме до една среќа, до едно минливо задоволство, до еден минлив хедонизам, кој што на крај ќе заврши сепак со наша несреќа. Наместо да ја поминеме, свесно да се откажеме од таа несреќа, од тоа уживање, да преминеме да го преминеме мостот на страдањето и да стигнеме до вистинските бисери на животот, вистинското уживање на животот, кое што е максимална реализација и актуализација на себството. Да. Ако земеме да извлечеме еден сублимат од филозофијата на Дейвид Когинс, според него, без разлика дали ти се допаѓа, дали те боли денеска ногата или не ти се станува во 4 сабајле или што и да е, ако треба тоа да го направиш, без разлика какви рационализации се правиш во главата да не го направиш, заради тоа што ако сакаш да бидеш успешен, не само материјално успешен, дури јас би рекол повеќе духовно успешен во оваа смисла него ли материјално успешен, меѓутоа и материјалното ќе се дојде со тоа. Ако сакаш да бидеш успешен, мора да ги не само што страдањето треба да го прифатиш, туку и ако можеш и да најдеш начин да се квази заљубиш во него. Така е. Сега добро. Он мислам дека го прави тоа на неодржлив начин, во смисла него му ставиле 10 штрафа во коленото затоа што трчал по 200 км дневно. И он вика, не, јас морам да трчам и понатаму, докторот му рекол, ќе го изгубиш колената тотално ако не прекинеш да трчаш. Значи, во животот напредувањето и страдањето треба да е направено, според мене, треба да е некаде да се наоѓа помеѓу комфорот и помеѓу екстремното страдање. Значи, нема потреба од онакво апсолутно страдање или барем полека да се навикнуваш на се поголемо страдање. Така. Ама не одеднаш сега, ајде сега одеднаш станувам и трчам, 200 км сега ќе трчаш, ама ќе умреш. И која е поентата на страдањето? Мислам, нема поента. Да си на работ на комфорт зоната. После комфорт зоната си, значи да. Ама поентата од Гогинс, јас не би дека од целата филозофија дека се согласувам со него, меѓутоа поентата е дека страдањето не треба да го избегнуваш. Напротив, треба да го гледаш како алатка, дека прво нешто грешиш, нешто не правиш како што треба, заради тоа страдаш. Тука доаѓа грешка и грев, тоа е истиот збор. Некакви грешки си направил, заради тоа страдаш. А второ, да гледаш како алатка за зрење. Страдањето те зрее, зашто страдањето те тера да увидиш што грешиш, ама и да се свртиш кон себе си и да речеш, чекај малку. Ова не функционира. Што треба да направам за да функционира? И само страдањето може да те насочи кон себе си внатрешно и да ти укаже на тоа дека нешто не правиш како што треба. И кога ќе со доволно страдање, кога ќе дојдеш до реализацијата дека чекај, јас нешто не правам како што треба. Тоа е точката на криза која што ќе ти овозможи да кокнеш на следното ниво и да почнеш да ги бараш решенијата на едно друго ниво на апстракција, на повисоко ниво на повозвишено ниво на постоење. Наместо да се држиш на истото на кое што си сега. А ако продолжаш да си детинест и да одбиваш иницијација, да одбиваш зрење, ова никош нема да го постигнеш. Проблемот со тоа е што ти додека си во тој комфор детинест, младешки, не знаеш што пропушташ. Да. Или барем не си свесен што пропушташ, ама духот ти знае. Духот ти знае затоа што духот цело време те предупредува, ова не е како што треба. Да. Не си добар. Зашто вака правиш? Ама ти можеш да одбереш да го слушаш или не. И многу луѓе одбираат да не го слушаат. Ама ако го чуеш духот, ќе ти каже, не те бива. Духот знае. Духот знае дека треба да иде напред. Дека треба дека можеш толку многу. А ти си се заглавил на гледање порхап и на играње игрици. Значи, има понатаму, има уште нивоа. Јас не викам дека не треба да ги правиш овие работи, меѓутоа викам дека не можеш да се заглавиш во нив. Че има многу повеќе. И така натаму. Значи, во основа процесот на развиток оди низ нивоа,
Меѓутоа пред да влеземе во објаснување на нивоа сега баш како што ги наговестив да речеме, ако имаш нешто да додадеш околу. Па не, баш тоа сакав да го потврдам што го кажа ти, дека апсолутно си во право и се надоврзавме, бидејќи јас кажав дека не можеш вечно да останеш во на адолесцентна фаза, на адолесцентна среќа. Ето така. Мора да поминеш преку мостот на страдањето за да стигнеш до уште поголеми среќи, уште поголеми задоволства и едни чувства на вистинска реализација, вистинска актуализација. А додека не го поминеш тој мост, можеби ќе уживаш некој период, меѓутоа понатаму тоа грозје навистина ќе ти се скисели и ќе почнеш да страдаш многу и ќе се завлезе у големи депресии, бидејќи и општеството гледаме дека завлегува во депресија, како целина човештвото завлегува полека, бидејќи не е спремно да ги помине мостовите на страдањето. Сака да избега од страдањето и да остане во она среќа која што се од ден на ден се намалува и станува кисела и станува одвратна. А станува кисела и одвратна заради тоа што не сака ги помине мостовите на страдањето. Ете, тоа е тоа. А практично треба едноставно да не да се заљуби во страдањето, меѓутоа па да не му биде ни одбивно. Само страдањето е работа. Да го прифати како нешто ново. Да го прифати, да, на крајот што само прифати го. Да. Е сега убаво вака што дојдовме до оваа точка затоа што можеме например можеме да ги објасниме нивоата на развиток. Ако има одреден процес кога се работи за процесот на зрење и когнитивен, морален и секаков развиток, воедно има и нивоа на развиток. Луѓето интуитивно знаат што е дете, знаат што е младич, знаат што е човек возрастен, знаат што е дедо, така. Значи има и знаат што е, не знам, старец, така натаму. Значи луѓето знаат дека има нивоа на развиток. Тоа што би сакал да го напоменаме дека нема стрикни граници меѓу нивоата. Меѓутоа тоа па што другото тука би се поставило прашање, па ако нема стрикни граници, од кај знаеме дека има нивоа? Меѓутоа и има заради тоа што кога ќе постигнеш повисоко ниво, ти е јасно дека претходно имало нивоа. И можеш да ги видиш нивоата кои што се наоѓаат под. Можеш да се видиш себе си кога си бил дете, можеш да се видиш себе си кога си бил младич, како си размислувал, колку си бил тогаш зрел или незрел, се едно во однос на годините. И сега например како што си созрел се повеќе и повеќе, гледаш наназад и гледаш дека има нивоа. Нема стрикни граници, ама има некакви нивоа. Значи процесот на развиток оди низ нивоа. Како самиот процес на како се оди од едно до друго ниво, поред мене мислам дека се одвива на следниот начин. А тоа е дека кога се наоѓаш на одредено ниво, кој да е, практично ти на почетокот си, кој ќе го постигнеш самото ниво, си весел и се осеќаш дека си созрел. И тоа е супер. И почнуваш тоа ниво да го истражуваш. На еден начин ти се сменила парадигмата. Веќе размислуваш на друг начин. И веќе не можеш да се вратиш на старите начини на размислување, освен во некои исклучителни ситуации. Ама во главно, сега веќе си го видел ново ниво и веќе не можеш назад да се вратиш. Е сега, кога се наоѓаш веќе во воспоставената парадигма, ти гледаш да ја испиташ таа парадигма до незините крајеви. Која е да е парадигмата? Например, парадигма на младич, еве да речеме. И сега парадигмата на младич е дека јас сум млад, може би да почнам да заработувам пари, ама уште моите ме одржуваат, не треба да мислам да се стекнам со имот или не треба да мислам да имам семејство или што и да е, треба да завршам факултет или што и да се наоѓа во тој момент. Меѓутоа по некое време правилата и решенијата кои што седат на тоа ниво почнуваат да каскаат и да не можат да ги решат сите проблеми. И тука настанува страдањето. Заради тоа што настануваат проблеми кои што не знаеш да ги решиш. Од твојот аспект, од твојата парадигма, има проблеми кои што не можеш да ги решиш. Не си доволно зрел. Тоа е наговестувањето дека не си доволно зрел, дека има понатаму. Ако доволно страдање се случува криза,
И тоа е првата фаза во која што си викаш, чекај, нешто не е во ред. Ова што до сега го знаев и што мислев дека е вистина, очигледно не задоволува, не е доволно добро. Инстинктивната реакција на кризата е да пробаш да не да навлезеш во менување на парадигмата, туку да пробаш повеќе да правиш од истото. Повеќе да се обидеш нешто што и да е да го правиш, да поквалитетно, повеќе труд да вложиш во тоа, повеќе интензитет да вложиш во истите решенија кои што претходно функционирале. Меѓутоа ти идете водат уште поголема криза, затоа што сваќаш дека не можат тие решенија да ги решат овие работи и доаѓаш до реализација конечно дека треба нешто различно. Кога ќе дојдеш до реализацијата дека треба нешто различно, почнуваш да ја бараш следната парадигма, ја бараш точката или процесот на инициација и се префрлаш во следното ниво на следната парадигма каде што ја воспоставуваш новата парадигма. Односно следното ниво на развиток. И овој процес се врти цело време. Значи под А парадигма воспоставување, под Б криза, под В повеќе од истото да се обидуваш да го направиш на истиот начин да го решиш, под Г гледаш дека е невозможно со истите решенија да се решат новите проблеми и под Д конечно ставаш свесен дека мора нова парадигма, бараш инициација и се префрлаш на следното ниво. И ова е како процес кој што се врти цело време не само на ниво на поединец, на ниво на поединец најлесно се разбере, ама на ниво на поединец, туку и на ниво на општество, на ниво на заедница, на ниво на организација, на ниво на цивилизација, сите цивилизации, сите колективи, сите поединци, сите животни, сите екосистеми го имаат овој процес на криза, реализација дека треба нешто различно, воспоставување нова парадигма и така натаму и тоа да се врти како процес, а така постепено напредуваат во нивоата. Да, ова е многу убаво објаснето. Ова се на еден начин не само степени низ кои што поминуваш за да стегнеш од еден степен до друг, од едно ниво на друго, не само скалила, туку се и на некој начин и тестови, за да видиш докаде си стигнат во твојот процес. Точно така. Од аспект на ова знаеш каде си во процес. Така. Да. И добро е било нашите следачи да... Добро, јас ќе го пишеме во самото објаснување на емисијата доле, како процес, меѓутоа убаво би било да си го запамтите или си го запишат некаде, зашто така ќе можат да се испитаат себе си кај се наоѓаат во процесот. Дали се во процес на добра е во парадигма кај што сум сега, или настануваат проблеми кои што не може да ги решам, треба да одам некаде на друго место. И, што е интересно, вака се случува развитокот и во многу други области, човекови области, вака се случува развитокот и во етиката, ама вака се случува и развитокот во науката. Томас Кун, кој што е историчар или филозоф на наука, се не ми текна точно што, Томас Кун е еден филозоф кој што ја испитал науката и сватил дека науката оди низ овој процес на парадигми. Дека практично, класичен пример е Њутнова механика, па потоа доаѓа Ајнштајнова релативна механика, односно теорија на релативност, а потоа доаѓа квантна механика и сите тие што се надврзуваат на нејзе. Па специјална релативност и така. Така. Односно специјалната релативност е практично Ајнштајновата која што порано мислел дека е општа теорија на релативност, направена во специјална теорија затоа што веќе има друга парадигма над нејзе. Да, затоа што има позиции каде што не функционира, како на пример црните дупки или почетокот на универзумот Биг Бенг, кај што веќе неговата теорија не функционира. Ете така. Или на пример, кој беше Кеплер, мислам дека беше дека планетите се вртат околу сонцето. Тоа е Коперник, што на крајот го запалил, нели? Да. Значи, заради тоа што била воспоставена парадигмата дека сонцето и другите сонцето се врти околу земјата, едноставно самиот систем на тогашна зачетоци на наука, да речеме, во почетоци на ренесансата и нели хуманизмот, самиот систем на таа квази наука, да речеме, која што била со корените од црквата и од таа парадигма,
се бранела себе си. Да. И се бранела со тоа што парила луѓе, со тоа што ги шиканирала, ги отфрлала на страна. Меѓутоа, кога, според Томас Кун, кога премногу криза ќе настане во објаснувањето на воспоставената парадигма, тек тогаш се прави скок кон некоја нова парадигма. И па тоа е еден природен процес на еволуирање кој што човештвото го следи. Меѓутоа, последно време можеме да видиме дека поради оној, знаеш, секој нивоа на напредок имаат и своји опасности. Моменталната опасност која што во оној стадиум во кој што сме сега, моменталната опасност е опасност од заглавување. Значи, порано може би имало опасност од, што ја знам, самоуништување или може би од преголемо страдање. Сега веќе немаме опасност од преголемо страдање, меѓутоа имаме опасност од заглавување на долг временски рок во една иста точка или па може би враќање назад во некоја непоправлива точка. Па тоа заглавување, тоа после кризата обид да се прави повеќе од исто. Да. Тоа е заглавувањето. Точно. И тоа може да трае многу долго. Точно. И сега интересното е што секој човек го има тоа. Значи не е само општествено, кај општеството го гледаме тоа во овие најнови идеологии кои што се појавуваат како волкизам, како милитантен атеизам, каде што науката ќе ми каже мене се во животот и се што не е научно докажано, јас не смеам да го восприемам како мое мислење. Потоа едно слепо верување на своите приврзаници, како например, не знам, конзерватистите во Америка што веруваат на Fox News, либералите на CNN, исто и кај нас тоа е со партиите поврзано или со својот табор и така натака, со националностите. Значи тоа се све некои обиди за бегање од страдањето и обиди за заштита од напредок. Да, закупување на проблемите под тепих. Да. И сега напоредно на оние нивоа ти што ги кажа како скалила од еден степен на развиток и еден степен на зрелост кон друг степен, јас би рекол дека имаме еден многу основен индикатор дека треба да напреднеме или дека сме спремни за еден нов чекор, а тоа е нашата среќа и нашата исполнетост. Зборам на индивидуално ниво. Значи, кога ќе почувствува индивидуата дека веќе нешто не е во ред со нејзиниот живот, дека нешто дека не се наоѓа на правилното место, кога ќе почувствува дека не е таму каде што во овој момент треба да биде, тоа е одличен индикатор дека е време за страдање. Дека е време за голема промена. И таа промена не треба да биде лесна. Ако е лесна, нешто е чудно. Нешто не е во ред. Има некои работи кои што ги забушаваш. Треба да биде страдање. Ако ти осеќаш дека или немаш доволно ресурси, немаш доволно пари или така натака, немаш емоционална поддршка, немаш љубов, немаш деца и така натака, а ти треба тоа, ти треба семејство, немаш доволно познавање кон работите, немаш доволно имаш потреба, имаш глад за поголеми знаења, за поголеми работи, тоа значи дека е време интелектуално да се стимулираш, или пак можеби генерално не се осеќаш среќен, генерално има една депресија во твојот живот, тоа значи дека си спремен за духовна реализација. Сите овие чекори кај луѓето најчесто се случуваат заедно, повеќе од еднаш се случуваат, едно по едно, означуваат дека треба да влезеш во страдање. Означуваат дека треба да се впуштиш во еден потежок период во твојот живот, меѓутоа не самиот живот да те втурне, а ти да бегаш. Самиот да се втурнеш себе си во еден период на страдање, каде што ќе излезеш со или повеќе пари, или жена, деца, фамилија, или поголемо знаење, или поголема свесност за животот. Да. И нема да прекинеш да страдаш, си одлучил дека нема да прекинеш да страдаш додека не ги постигнеш овие цели.
и понатаму ти ќе си направиш и план ќе си направиш како да ја постигнеш таа цел. Меѓутоа мора да бидеш спремен на страдање и мора, како што кажавме на почеток, да се заљубиш во тоа страдање, да го прифатиш страдањето дека ова е долго добро. Ова е скалилото, ова е лифтот кој што ќе ме однесе до вистинската среќа или кој што ќе ме однесе до правилното место во кое што јас треба да бидам во овој момент. Да, еден од знаците дека си созрел морално е дека страдањето си го прифатил. Заради тоа што како што кажавме на почетокот, зрението е преземање одговорност. Ако ја преземаш одговорност кон нешто, например, како што спомна ти, сакам да основам семејство и деца. Ако се зема одговорност кон тој твој идеал, дека ќе направиш сега не се што треба, ама се што е разумно за да го постигнеш тој идеал, тогаш страдањето не ти е проблем. Знаеш дека ќе следи. Знаеш дека животот не е лесен, знаеш дека животот не е мачки на кашлица, знаеш дека ќе мораш да страдаш за тоа. Знаеш дека ќе треба да поминеш партнери, знаеш дека ќе треба да страдаш во твоите љубовни врски, дека сите тие работи, дека знаеш дека ќе треба да го одржиш бракот. Да го одржиш, да, и веќе кога ќе влезеш, значи ќе го знаеш и тоа плюс дека веќе кога ќе влезеш во врската, па дека ќе треба да прво да го најдеш вистинскиот човек, ќе страдаш додека најдеш вистинскиот човек, па кога ќе го најдеш вистинскиот човек, да влезеш во бракот, па да го одржиш бракот, па да страдаш во секојдневието затоа што едноставно имаш, ако веќе започнеш, например, имаш деца, нормално дека ќе треба да се свртиш кон нив повеќе неголи кон тебе и да страдаш во наводници, дека сега немаш толку време за себе си или не си толку фокусиран на себе си. Меѓутоа, кога си решен тоа да го правиш, кога тоа ти е идеал, кога си презема одговорност да си го исполниш идеалот, тоа не ти е тешко. Баш напротив, уживаш во тоа. Страдање, ама уживаш во тоа. И така ќе познаеш дали си созрел, кога ќе уживаш во твоето страдање. Ама не неразумно страдање, не страдање безцелно. Туку страдање конкретно насочено кон исполнување на некаков идеал, на некоја повисока цел која што е повисока од тебе. И па тоа е точно. И не само така, туку можеме ние да кажеме дека постојат и сите овие што ги набројав јас аспекти во животот можат да донесат, имаат одредена граница која што треба да се исполни. И за секој човек е субјективно е. Нормално ние тука зборуваме често за субјективни работи, значи не зборуваме за работи кои што може да се измерат, кои што може да се набројат или да кажеме А плюс Б е С и готово крај, вака мора да биде. Секој човек има свој степен на издржување на стрес, издржување на страдање, некој сака повеќе да страда или може повеќе да страда, некој сака помалку и така натака. Меѓутоа, сите луѓе имаат одреден степен каде што мора да страдаат за да го достигнат она ниво кое што им е потребно. Значи, не кое што го сакаат или кое што општеството им наложило да го имаат. Сега моментално општеството нас ни наложува сите да бидеме милионери. Зашто само така ќе бидеме срекни, само така ќе бидеме исполнети. Секој што е милионер, тој треба да се почитува. Тој што не е милионер, не успел во животот. Да, и така не вреди. Не вреди. Или оној кој што спиел со 1000 со Ким Кардашијан жени, да, мора да се сите десетки жените, иначе не успел во животот и така натака. Значи не такви работи, не работи кои што општеството нас не ги наложува ние да ги правиме или некои работи кои што ние сме замислиле дека треба да ги правиме. Туку оној степен кој што навистина го чувствуваме. Например, кога зборуваме за пари, треба да страдаш за да ги направиш тие пари, за да направиш доволно пари кои што ти требаат на тебе. Ти треба да знаеш колку е тоа доволно и треба да бидеш доволно свесен, доволно зрел, паметен, интелигентен, да знаеш кога е доста. Не да забегаш ти бескрајно праење пари, да мислиш дека ова е целта на животот, само пари праење. Точно така. Зрелите луѓе немаат потреба да стануваат милиардери. Точно. Ке стигнат до одредена позиција каде што гледаат дека е доволно е за децата, доволно е за мој стабилен, нормален живот и затоа во 20-тиот век многу од овие економски писатели кои што биле и основоположници на капитализмот, на капитализмот и на комунизмот, сите ја славеле, ја воспевале средната класа, бидејќи у тоа време се гледало дека
средната класа е здравата класа. Тука се здравите луѓе, тука се нормалните. Да, Оние кои во што- средната класа си општо развиен. Општо развиен, ти Да. си развиен на секое поле. Со тој Ете човек да така. направиш муабет, ќе видиш дека можеш да направиш здрав муабет на секое поле и може да ти помогне во Точно се. така. Богаташите се некои забегани, скржави, луѓе со фамилиарни проблеми и така натака, сиромашните се исто така неспособни, мрзливи и така натака. Меѓутоа, овие средната класа се луѓе балансирани во секој поглед. Да. И то треба да го имаш на ум кога работиш за своите пари. Понатаму, кога идеме за брак, не значи дека ти треба да спиеш со 500.000 жени, дека тоа е целта на животот, колку повеќе секс си имал и така натака, или колку повеќе или пак колку повеќе деца имаш, да речеме, или така натака, нешто што наложува општеството или нешто што ти мислиш дека треба. Не, ти си ја знаеш границата. Некогаш границата е 3 деца, 2, 1 дете. Некој човек, иако тоа ретко би било ако е навистина здраво, осеќа дека не треба да има деца. Меѓутоа тој човек се посветува на нешто многу повисоко во животот. Да, ама ако го одлучи од зрела зрела точка, апсолутно е прифатлива. Проблемот е ако го одлучи од незрела точка. Точно. Меѓутоа постои таква опција. Постои како не. Тоа е тоа што сакам да го кажам. Ево дека Никола ти, Тесла. апсолутно да, или некои монаси така натака, Да. светци кои што Од рекле друга страна го имаме Илон Маск, кој што има 10 деца. 10 деца и плюс милиардер. Мора да се обновуваме он сами. Да, меѓутоа јас сум сигурен да направиш 2 реда муавет со него ќе одма ќе приметиш некои чудни аспекти. Па, И добро. самиот си ги признава, меѓутоа Да, точно. не е важно. Да. Значи, во секој, сакам да кажам, во секој аспект на животот има одредени граници кои што ти самиот ги знаеш. Не смееш да претеруваш, не смееш да идеш премногу во преголемо страдање, како што кажа ти, или во преголемо забегување кон еден аспект во животот, туку сите треба да ги балансираш до еден момент, до еден степен каде што ти знаеш дека е доволно и да преминеш на другиот. И после треба само да ги одржуваш. На тој начин се добива здрав, балансиран живот. И тука лежи вистинската среќа. Тука вистински среќен човек со највисока можна среќа е човек кој што е балансиран во секој поглед на животот. Да си ми жив и здрав. Точно така. Јас во првата епизода, па и мислам дека и во втората, го спомнав Аристотел. И според Аристотел, за да се постигне благосостојба, треба да се живее доблесно, до максимумот на своите капацитети, ама општо равнотежно, еден равнотежен развиток да имаш во сите области на личноста. И кога ќе имаш општ да речеме развиток во сите области на личноста, задоволителен, ама задоволителен од аспект кој ќе го гледаш од аспект на зрела личност, не од незрела личност. Ако зрела личност те погледне или се погледнеш ти како зрела личност и имаш, според мене има 9 области на личноста, ќе ги спомнеме те понатаму, меѓутоа ако ги погледнеш сите тие аспекти, например духовност, физика, емоција, рацио, не знам, вредности, искуство, способност, создаваштво и сите тие заедничарење, значи сите тие области кои што ги има еден човек. И ако сите тие се развиени на равнотежен начин, ќе постигнеш благосостојба. И Аристотел бил во право за тоа. И неговата етика на доблести не за џабе е една од главните класични етички теории, затоа што неговата, да речеме, овие основи кои што ги поставил, кои што ги нашол тогаш уште пред 2000 години, се уште важат. Да. Епа, имавме одлична дискусија, одлична беседа. Мислам дека е време да ја заокружиме епизодава. Можам да се обидам да дадам едно кратко сиже на тоа што се разговараше и плюс на крајот, еве јас ти го дадам сижето, а ти ако може после тоа да ги дадеш оние практични точки кои што нашите следачи би можеле да ги извлечат од ова. Ние неколку пати ги спомнавме, меѓутоа сега да ги собереме на еден начин на куп. Прво, сиже. На почетокот дискутиравме нели за зрењето како процес, што е зрењето. Ти мислам дека спомна на почеток како беше со што ти беше воведот? Со историјат на зрењето и на страдањето, Точно, со инициацијата. Со инициацијата, точно, и спомнавме дека сите заедници, сите општества имаат некој процес на инициација, кој што практично те, особено кај мажите, ги вади од дете, младич, ги претвора во маж.
жените си имаат своја иницијација преку раѓањето и влегувањето во брак. Не сите заедници имаат изречно таков процес на иницијација, меѓутоа сите имаат. Кажавме и за македонската заедница, која е нашиот процес на иницијација, односно влегувањето во брак и станувањето на зрела личност, имањето деца. Кажавме на почеток дека обично зрењето и го гледаме од некој човечки во човечката форма, затоа што таа ни е најблиска, и тоа дека има пошироко е зрењето и дека зрењето како процес се случува и кај други животни, кај екосистеми, кај заедници, кај колективи, кај организации, кај држави, народи и слично. Потоа, една од главните точки, мислам, што ја кажавме, дека зрењето е преземање на одговорност и еден како главен знак за како да знаеш дали зрееш, а тоа е колку одговорност преземаш. Колку си зрел е право пропорционално на колку одговорност превземаш. Потоа јас на кратко го објаснив и процесот на развиток низ нивоа, дека настанува кој ќе навлезеш во одредена парадигма или ниво на развиток, на зрелост, па постојано настанува криза, па се обидуваш повеќе од истото да го правиш, па сваќаш дека не може повеќе од истото, туку дека треба нешто различно и на крајот тргаш кон бадање и воспоставување на нова парадигма и така го скокаш нивото на следното ниво на зрелост. И дека ова важи и поединечно и колективно, го спомнав на кратко Томас Кун и развитокот науката, дека се одвива истиот начин. И сега на крајот, тоа кажавме последното, следното беше дека... За балансот во животот, дека е потребно... Да, дека ни е потребен општ развиток, општо треба да се развиеме за да постигнеме благосостојба и дека Аристотел бил во право. Браво, Аристотел. Учителот на Александар Македонски. Сега, ако може ти... И ученикот на Платон. И ученикот на Платон, точно така. Може да направиме еден преглед на овие антички филозофии Да, треба да направиме. Да. Океј, дали може да... Јас малку ги напоменав тие, ама дали може ти, некој, ако јас сум ги пропуштил, некои, како да кажам, практични совети кои што нашите следачи би можеле да ги земат во однос на тоа што го зборувавме. Така, па, вака сега, ова е доста теоретски разговор, теоретска беседа која што имаме јас и ти, и заклучоците лежат во самиот разговор, меѓутоа, ако би требало да извлечеме некој заклучок од ова или некој практичен заклучок, би бил во аспект на свесност. Значи, најпрвен треба да се биде свесен константно дека страдањето е неопходно. Дека да не страдаш, значи дека затајуваш, дека нема развиток, збориме да не страдаш подолго време, и страдањето е еден мост, еден патокас или пат кон повисоки нивоа на среќа. И практичното тука би било свесноста дека да бидеш свесен кога во животот си заглавил во едни подолги периоди на константно уживање или удобност која што ја губи полека својата смисла, а го правиш бидејќи бегаш од страдањето, бегаш од напредокот. Тука е една многу важна точка која што треба да се извлече, че тоа е таа свесност. Потоа многу се важни оние скалила на развитокот, кои што ги кажа ти, значи тие нивоа на развиток, кои што треба слушателот да се наврати на муабетот кога ти тоа го кажуваше и да се запишат тие, или ние ќе ги запишеме подоцна, и да се гледа, да се следат и да се базира развитокот на нив, да се базира на степенување на страдањето преку овие скалила кои што ти ги кажа. И потоа исто така на крај заклучивме дека треба да се биде свесен за балансот во живот, кој што е секогаш субјективен, меѓутоа секој човек има потреба за сите аспекти во својот живот да му бидат средени до одреден степен. Некој бара повеќе пари, некој помалку, некој бара повеќе деца, некој помалку, некој повеќе духовност, некој помалку, меѓутоа сите имаат одреден степен кој што им е потребен, да си го најдеш својот степен и да си го реализираш. Одлично.
Одлични поенти, тука би завршил. Накратко не бегајте од страдањето, туку бегајте од безцелното страдање, меѓутоа прифаќајте го со целото срце она страдање кое што ви возможува да станете поголеми и позрели личности. Одлично. Може да завршиме? Може. Поздрав. Поздрав.